Топ тема, добро вечер. Една година за темелите, останатите од мандатот за градење. Прва година од мандатот на владата на ВМРО ДПМН е знам и вреди. Што е остварено, што е почнато, а што е заборавено од големите ветувања. Темел за големи промени, како што тврди власта, или најлошото допрва доаѓа, како што тврди опозицијата. Една година нова влада на ВМРО ДПМН е темата во вчерашната топ тема, а мои гости се Миле Левков, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, Боби, благодарам на поканата. И Андреј Жерновски, член на извршниот одбор на СДСМ. Добро вечер, благодарам за поканата, поздрав до гледачите. И пред темата околу една година влада, она што е најактуелно по вчерашното гласање на резолуцијата на Европскиот парламент. Левков, колку разочараноста од предложениот амандман, кој што ќе се најде и на пленарната седница. Амандманот е во контекст на додавка модерен пред јазикот и идентитетот. Колку разочараноста, како што рече премиерот Мицковски, е голема поради содржината на амандманот, а колку поради фактот што тој доаѓа од Европските народни партии, односно сестринската групација, чија членка е ВМРО ДПМН. Па, Македонија и македонската влада најпрви успеа во жестока борба во оваа прва фаза во гласањето во АФЕТ, во комитетот на Европскиот парламент, да ја помине оваа прва фаза по гласањето на извештајот на Томас Вајц, и овде се судривме со она кое што го зборуваме долго време, а тоа дека условите и преговарачката рамка за Македонија не се само за неколку стотини бугари во македонскиот устав, туку за жал представуваат и прашање за македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Жалосно е тоа што во 21 век треба да се бориме против едни вакви појави, односно да се појавуваат дебати и за македонскиот идентитет и за македонскиот јазик, меѓутоа тоа е нешто за кое што предупредувавме долго време, кога зборуваме од каде доаѓа амандманот, ја следиме добро ситуацијата, треба да бидеме свесни, јавноста добро знае дека и Бугарија и бугарските европарламентарци се членови на истата сестринска групација, односно на ИПП или на Европската народна партија. Од нивни 180 членови 6 се резервирани за бугарските пратеници. Од таму доаѓа, како што сме кажали до сега, ние веруваме во нашите партнери во Европската унија, не веруваме во интересите на Бугарија, и за жал овде сме поради неразумните ветувања, би рекол, на претходното раководство на државата, кое што ја водеше меѓународната политика на штета на македонските национални интереси, и продавајќи една лажна флоскула дека македонскиот идентитет и македонскиот јазик се бетонирани. За жал гледаме дека не е така, меѓутоа борбата продолжува. Само 6 се бугарските пратеници. Местото координатор доаѓа од Германија, и тоа повторно од сестринската ЦДУ. Колку во ваквиот потек на ИПП има и своевиден реваншизам во известна мерка кон ВМРО ДПМН поради отворено добрите релации со Виктор Орбан, присуството на премиерот и лидер на партијата Христијан Мицковски на СИПАК Европа во Будимпешта, и безмалку во последен период речиси многу сигнали за многу поголема блискост со патриотите на Орбан, отколку со ИПП како матична сестринска партија, иако сте таму членки се уште. Па би сакал веднаш и за јавноста да ги расчистиме ваквите, би рекол, теории на заговор. Секојаш помеѓу различни политички партии кои што се членови на една политичка групација во Европскиот парламент може да се појават идеолошки разлики, меѓутоа казната за тие идеолошки разлики, особено во 21. век, не може и не смее да дојде како во облик на негирање на нечи
идентитет. Никој не би се враќал во средновековието, никој не би го оспорувал македонскиот идентитет, никој не би го оспорувал македонскиот јазик само за да постигне одредени политички, би рекол, моментуми или одредена политичка санкција спрема Орбан или било која друга политичка групација во Па тоа ми беше прашањето зошто го избра овој принцип, можеше да изберат друг принцип како што направија со Орбан, да му се заканат со исклучување, па тој си замина. Може истото да му го кажат и на Христијан Мицковски, бидејќи ако му се лути на Христијан Мицковски, не мора на овој начин да го понижуваат целиот македонски народ. Апсолутно, најпрви не треба да правиме корелација помеѓу тие две работи, затоа што ќе завршиме со погрешен заклучок. Ако имаме погрешна претпоставка, ќе имаме и погрешен заклучок. ИПП не казнува ниту една држава со тоа што ќе го негира нејзиниот идентитет. Од вкупно 20 членови на ИПП кои што се на комисијата, 15 гласаа за извештајот на Вајц. Ама мора да гласа. И самиот Вајц кажа за политико, имаше една изјава дека кога бил протечен неговиот телефонски број, тој добил заканувачки пораки од страна на оние кои се заинтересирани за оспорување на нашиот идентитет, а тоа за жале бугарската страна. Односно, главни виновници, би рекол, за ова треба да се навратиме и да признаеме дека е во раководството на оние кои што не водеа во изминатите 7 години, кои што даваа изјави Гоце Делчев дека бил бугарин и кои што ги разбудија, би рекол, бугарските шовинистички историчари и шовинистички политичари. За жал да се најдеме денеска во ваква ситуација. Само тројца гласаа против овој извештај, а двајца беа воздржани. Така да воопшто не би ги поврзувал и за интерес на јавност и за добро информирање на јавноста, не би правил поврзување помеѓу различните политички интереси во Европскиот парламент водени од дневна идеолошка политика со идентитетските прашања како што е нашето. Јас не ги поврзав, само изразив чудење со оглед на тоа што барем во минатото, дури како опозицијска партија, ВМРО доста добро котираше во редовите на ИПП, меѓутоа сега гледаме една своевидна тенденција на блага изолација, што можеше да се види од последниот самит во Конгрес во Шпанија, кога буквално 6 министри на чело со премиерот и партиски функционери се вратија со една билатерална средба, и тоа со албанскиот лидерот на албанската опозиција Сали Бериша и една средба со новиот австријски претседател. Борец, меѓутоа, ако е така, како објаснувате дека Македонија е прва земја во Западниот Балкан кој што подпише договор за партнерство за безбедност и одбрана? Тимчо Муцунски го подпиша со Борел. Како ќе објасните тоа што сме лидери во реформската агенда, иако има одредени забелешки? Ќе дискутираме тоа. Не ве прашувам, бидејќи сите дилеми излегуваат на виделина. Имам прашање и вакви и за другата страна. Што значи дека се овозможени плаќањата во еврозоната. Како ќе објасните што министерот за надворешни работи во една година оствари средби со сите министри од Г7 земјите? Како ќе објасните дека 10 министри од европски земји за надворешни работи ни беа гости овде во Македонија, во Скопје? Мислам дека не се точни тие заклучоци и не треба така лесно да се дава. Жерновски остри беа реакциите на СДСМ, на СДСМ и во известна мера и ликувачки, но сепак на крајот се соочуваме со една многу непријатна состојба, затоа што ИПП најави дека за ставањето на амандманот на пленарна седница ја има и поддршката на социјалдемократите, ја има и поддршката на Renew Europe и поддршката на Зелените, односно сите партии кои што всушност го прават мнозинството во Европскиот парламент. Да, сум шокиран од настапот на колегата кој што кажа дека всушност за вчерашниот дебакал е виновна претходната власт, и тоа е наратив кој што го слушам година дена и кој што вечерва ќе го слушаме во секој случај. Тоа е смешно, жалосно после 365 дена да се вадите за се што е во држава така, но сега започнавме со надворешната политика. Зборам дебакал затоа што ќе одам поред. Прво, амандманот дојде од ИПП, јас директно кажав и преку социјалните мрежи и на телевизија дека се припрема таа работа. Ние зборувавме, јас кажав дека претходно дојде беше повлечен од цела ИПП, значи амандманот не е само од еден човек.
за да подоцна видиме што се случува всушност и колкава е тежината на ВМРО да помени и на самиот премиер Мицкоски во ИПП групацијата. Тоа што дојде овој амандман од ИПП, од групата на сестрински партии на ВМРО ДПМН, кажува за ВМРО ДПМН, за вашата партија и така натаму, и за улогата на Мицкоски, Муцунски и така натаму во целата оваа констелација. Пред да продолжите, меѓутоа, мораме да кажеме дека за разлика од периодот на подготовка, па и на целата резолуција, на оној пакет на компромисни амандмани во кои што се условно признава македонскиот јазик, не знам зашто тоа не требаше, но се случи. Сепак, во најавата на ИПП, која што се однесуваше кон патриотите на Орбан и беше дадена во контекст џабе вие тоа што денеска го блокиравте, ние ќе го дадеме на пленарка и ја имаме поддршката и на социјалдемократите и на Обнова за Европа и на зелените, што се смени на оваа друга страна за да се приклонат кон еден вакво навистина непринципиелен и дури навредувачки амандман од страна на ИПП. Документот првичен беше сосем окей. И тој ќе поминеше доколку, како што кажа бугарските пратеници, еден политичар не излезе со коментирање отворено во врска со содржината. Тој човек има име, има презиме, функција. Се вика Христијан, се презива Мицкоски и е, за жал, премиер на нашата држава. Тој, кога ги извади коментарите во јавност, зашто на крај ќе го споделам мислењето дали тоа случајно или не, бидејќи тоа е главната тема за која што се зборува и во Брисел, тогаш, како што кажа што мислите по тоа, дали е случајно или не? Ке дојдеме тоа, се разбира. Тогаш се разбудија бугарските пратеници, потоа ИПП групацијата. Документот беше сошто врт. Европскиот парламент, ако земеме тите сегмента од Советот, од комисијата, секогаш бил најнаклонет кон нашата држава и секогаш проаѓале извештаи позитивни и така натаму. Меѓутоа го доживеавме ова да се, значи, целосно аматерски непотребно, па потоа некакви сигнали дека Мицкоски отишол и заштитил, нели, го заштитил идентитетот. Кој идентитет? Вие зборувавте за самомент, вие зборувавте исто така го спомнате идентитетот. Тој идентитет е зацврстен. Кој сака во емет од ова домашна страна да го поставува тоа прашање? Јас сум Анде Жерновски, според Обединетите нации, сум македонец кој што зборува македонски јазик. И не знам што воопшто го отварате тоа прашање. Нема тајна, но мерам и се обидувам да бидам коректен и кон двајцата. Повелете одговор, Левко. Најнеодговорно е во 21 век да разговараме за вакви прашања. Меѓутоа, неодговорноста ваша на вашето владење, додека вие сте остварувале функции од надворешната политика, оние кои што на вас ви биле предпоставени, кои што го убедуваа народот и од селфито во авионот, се сеќавате дека се одржува и пресконференции во влада дека преговорите се започнати и го убедуваа народот дека идентитетот и јазикот ни се бетон. За жал, сега ваквите амандмани покажуваат дека тоа не е вистина. И вашето ликување, и вашето ликување за овие случувања наликува на првото она кое што го направија после изборите Заев и Венко Филипче, кој што тргна во соседна Грција да објаснуваат кој како и колку го остварувал или не го остварувал договорот. Факт е дека вашето неодговорно водење, факт е дека вашето пазарање со националните интереси, вашата неодговорност кон државата, кон нејзините интереси не доведе до овде и до овие ситуации. Меѓутоа, онака како што се изборивме до сега, ќе продолжиме и во наредниот период да работиме принципијално. Ако што се изборивте за ова, ќе биде феноменално. Кој идентитет? Што го отварате прашањето што е затворено? Не ви одговара, не ви се допаѓа. Тој идентитет е затворен. Дозволете, не ви... повторно спинувате. Јас не ви суфалив, така. Не спинувам, кажам, ние сме во Обединетите нации, македонци, кои што зборуваат македонски јазик. И тоа е апсолутно, како тога што е лош резултат. Апсолутно. Потоа, не може да одите кај Орбан пред да дојде гласањето, да присуствувате не само на средби со Орбан, туку да одите кај, да учествувате на конференција каде што се десно ориентираните конзервативци, во кој што дел од нив, така е, во таа групација, дел од нив се против проширувањето, дел од нив сакат веднаш да прошират, да престанат разговорите за проширување. И вие потоа, ако одите кај Орбан, кој што е најнеомилениот лик во Брисел, како мислите таму дека ќе постигнете нешто? Така што дебаклот беше очигледен.
И да дојдеме до председателот на вашата партија. Шерецки и Мангупски во првиот циклус дофрли до опозицијата, јас ја заврши својата работа, излобирав, ајде сега и вие излобирате кај така беше. Вие прераскажувате. Не. Значи прераскажувате на настана кој што не, ја многу прецизно цитирам. Знае и господин Христов. Ја повикам Не се опозицијата. повикувате, да. Влеме, вас ве повикам. Јавна изјава беше на премиерот, Значи, еве да немојте бидам да конкретен. негирате нешто што не ви одговара. И ја повика опозицијата. Не е работа за негирање, дозволете ја довршам, чекам својата дозволете. реплика. Па ви кажам, и ја повика опозицијата да лобира кај сестринските партии. Тоа се прави кога вие сте ја завршиле својата работа. Вие не само што не ја завршите својата работа, туку главниот проблематичен амандман дојде од вашата сестринска партија. Тоа е факт. Не знам што зборуваме вечерот. Левков, па имаме Главната страшни замена на тези кои што ја правите, а нема да дозволам да ја Така правите пред македонската јавност. Така Прво, едно билатерално прашање, а тоа е прашањето помеѓу Македонија и Бугарија со француската преговарачка рамка. Успеавте еден билатерален проблем да го направите проблем помеѓу Македонија и Европската унија. Сега втор пат, само момент, втор пат заменувате тези и резултатот на бугарското лобирање за оспорување на македонскиот јазик и идентитет, кој што и сами знаете ако следите малку надворешна политика или нивни медиуми, е нивен национален проект, вие повторно го поврзувате со Орбан и со ситни политички игри во рамките на Европската унија. Ве молам, ниту еден наш партнер во Европската унија не се осудува да оспорува нечи идентитет во 21 век. Ова е проблем кој што го имаме со бугарите, билатерално прашање кое што треба да биде решено. И таму треба да се задржиме. Никому не му е во корист ако спинувате и ако уфрлате дека ова се случува поради Орбан. Ние разговараме за различни работи членови вечера, меѓутоа Не, вие сакате да спинувате, сакате да го ведете одредени тези кои што сметам дека се прашање Идам да цитирам изјава на премиерот. Зборувате овде за следби на министерот Муцуцки со 10 министри за надворешни работи. Јас ви кажам дека овде има дојдени 20 од Европската унија. Јас ви кажам дека со очи ве гледам дека ниту еден сосед министер за надворешни работи нема дојден овде. И ви тврдам по бројки дека е најизолираниот министер во историјата на македонскиот плурализам. И тоа се аргументи. И јавете му се прашајте. Меѓутоа се враќаме на прашање. Тоа се случи во Европскиот парламент. Да не коментираше Мицковски, да не глумеше херој и така натаму. Но да дојдам до ова што ме праша и до Македонија. За мене и за познавачите на состојбите, коментирањето, намерно, провокацијата до бугарските пратеници, за кои што имам исто мислење дека не се коректни, меѓутоа тие добија подршка од ИПП, не беа сами, добија од другите, добија од координаторот. Е нешто што е прашање дали е случајно или не. Му одговара на ВМРО да помене или не. Сака Мицковски да има документ со кој што нема да може повеќе да има изговор или не. Тоа е прашањето за кое што треба да се разговара. Имам едно прашање сега. Бидејќи е најавен, за жал нема да се договорите и веројатно уште постои таа потреба се уште да се посочува со прст на една или на друга страна, но ситуацијата во овој момент е малку лоша, тоа е фактот дека ИПП има поддршка од сите претенички групи. Дали сме практично во предвечерие на ситуација во која не може да се калкулира со тоа дека нема баш сите пратеници да гласат, тоа би било преризично. Сега сте дали сме практично во предвечерие на ситуација во која доколку овој амандман сепак биде изгласан, не успеат нити ВМРО, не успеете ни вие социјалдемократите, не успеат ни ЛДП кај Renew Europe нешто да направат, дали тогаш практично, ако тој биде изгласан, ние сме пред активирање на резолуцијата за утврдување на македонските државни позиции во контекст на блокадите на европските интеграции, донесена од Собранието на 29 јули 2021 година, според чиј дух, ако на почетокот на јули ваков амандман биде изгласан, тогаш новиот парламентарен состав не му преостанува ништо друго, туку врз основа на таа резолуција да ја задолжи владата да ги прекине сите преговори. Во таа фаза во која што се имаме резолуција. За ова секогаш ќе имате поддршка од СДСМ во борбата за нашите позиции на одбор. И тоа било и порано. Моите изјави, настапи, секогаш кога сме одели делегации, знаат колегите во парламентот, никогаш надвор не се спорил против, кога сме бил опозиција збор. А наназад, ќе потсетам пред 2 години,
дозволете, нема потреба на нас за Джерновски. за Да не одиме на нас. Не, зборувам за тоа што сакаме да направиме, ќе лобираме. Пред 2 години социјалдемократите го спречија извештајот на бугарскиот европарламентарец, кој што беше исто кој што беше негативен. глас, Социјалдемократите, ние ќе лобираме. Лобирајте вие, сите ќе лобираме, се разбира. Ми тоа не можам да го прифатам тоа дека СДС е одговорни кога е исто, равноправни кога е на власт и кога е во опозиција. Значи кога е густо, ајде да сите сме за тука сме, ќе се разбира дека нема човек кај нас, нема Македонија што не сака да биде така ако почнеме, ќе треба да се вратиме на тоа. Зошто воопшто ни требаше некој да ни дава гаранции за нешто што никој не може да го негира и така натаму и така натаму. Сега сме пред соочени со ситуација дека имаме неповолна ситуација. Таа неповолна ситуација, колку и да е таа резолуција на Европскиот парламент символична, не може да се занемари. Ако биде донесена, тогаш ние имаме правна ситуација во која што оваа резолуција не може да се занемари, без оглед дали ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Значи секој да се свати сериозна работата, тука сме, да лобираме, се разбира, и да спречиме да дојде до плената седница. Затоа што вчерашниот триумф, кој што беше прикажан, разбирам дека мора да се спинува и така натаму неуспехот. Еве ќе трнеме, не било неуспех. Еве јас ќе се повлечам, нема да зборам дека неуспех. И така натаму ќе кажам дека заеднички неуспех на целата држава, сите не кошта сето тоа. Ние мора да дојдеме до моментот тоа да таков амандман да не дојде воопшто на плената седница. Затоа што вчерашниот триумф наводен ќе се претвори во дебакал, бидејќи ИПП е најголемата партија таму. И ако има поддршка од другите, тогаш ќе дојдеме во оваа ситуација. Јасно ни е сите овде колку е врзувачки и сето тоа, ми тоа е апсолутно непријатно. Пак ќе кажам, ние имавме позитивен извештај во рака. Добро. Левков, дали ако не успеете да излобирате, сега сме во една апсурдна ситуација кога можеби е подобро да нема никаков член отколку да има со оние додавки кои што навредливи кои што произлегува од ИПП, дали сме во ситуација ако тоа помине да мора да се активира оваа резолуција, бидејќи е тоа спротивно на националните интереси и сите оние постулати за начин на преговарање и водење на целиот процес кој што ги донело претходното собрание и кој што верува дека не се спротивни на уверувањата и на сегашниот состав. Мислам се доведовме на вистина во една критична точка. Апсолутно. Македонските национални интереси треба да биде нешто кое што е утврдено помеѓу политичките партии, на ниво на кое што е утврдена и би рекол е заедничка определбата за членство и во европските и во атлантските структури, и таму немаат големите политички партии никаква, би рекол, немаат никакво спротивставување едни на други. Она што ни се случи во изминатиот период, сега соговорникот ќе каже не може СДС да биде одговорен и во опозиција и во опозиција, и се согласувам во тој дел, секој треба да си ја носи својата одговорност. Меѓутоа станува збор за едно криво насадено дрво ако се навратиме наназад. Ќе ви потсетам дека бугарското собрание и бугарскиот парламент многу порано од нашиот ги донесе резолуциите во кои што ги постави своите црвени линии и ја засили, би рекол, преговарачката рамка и ги засили бугарските позиции, додека вашите предпоставени во тоа време, оние кои што ја водеа наторешната политика. Јас се обидов и Жерновски да го спречам да се враќа многу во историјата. Сега имаме реално горчлив проблем во рак. Разбирам, да се навратиме, да се никој нема повеќе на вистина да може да го воопшто да го проголта и македонската јавност. Резолуциите на Европскиот парламент се необврзувачки, меѓутоа се тие треба да бидеме поодговорни кога станува збор за македонските идентитетски прашања, кога станува збор за јазикот, треба да бидеме поотворени, поспремни и подготвени за соработка едни помеѓу други. Затоа и реков, нема да дозволам да се поврзуваат со било какви спинови и тоа да зависи од дневна политика. Ова е еден процес кој што трае со години, со декади, треба да се обединиме и заеднички да работиме на овој проект, затоа што на вистина е понижувачки во 21. век да добивате амандмани од типот модерен јазик или модерен идентитет. И во таа насока беше и повикот на премиерот, и затоа сметам дека треба да биде најдобро прифатено. Оваа борба ќе продолжи се до гласањето на пленумот и вие тоа добро го знаете. Најдобро е да ги обединиме сите сили, да се обединиме како нација и да не се делиме на едни вакви прашања кои што се многу значајни. Ние, за жал, на дневна основа ги губиме пријателите во Брисел.
и се доведуваме до оваа ситуација, од здраво направивме нешто што е веќе проблематично. Но ќе има дебати, ќе има и дискусии на оваа тема. Се сеќам ден пред гласањето премиерот Мицкоски каже јас го заштитив идентитетот, не знам на што мислеше, но во ред, се согласувам. За ова да работиме заедно, секој да лобира каде што може, да не дозволиме да дојде воопшто, како што кажавме и заедно рековме на пленарна седница. Тука сме како опозиција, ќе направиме се што можеме, затоа што тоа е во интерес на државата. Да. Тука ја правиме првата пауза за реклами и потоа со она што е клучна тема, или требаше да биде, а тоа е една година влада. Продолжуваме понатаму. Миле Левков, пратеник на ВМРО ДПМН, и Андреј Жерновски, член на извршниот одбор на СДСМ, една година влада. Левков, една година од новиот почеток, една година градење темели. Ова е година во која ги градеме темелите на промените. Кога ќе дојдат промените? Промените доаѓаат уште од првиот ден со формирањето на владата на ВМРО и ДПМН. Конечно, влада која што е од народот и е за народот и која што ја прекина онаа 7 годишна, би рекол, пракса на лошо владење представена од коалицијата на СДСМ и ДУИ како до сега. И граѓаните се свесни како беше оставена државата, како беше оставен буџетот, неисплатени плати во одредени институции, лошо планирани пензии. Дочекавме година во која што видовме дека пензиите за претходната година се исплаќале од буџетот за наредната. Многу разочарување, огромна инфлација, заостанати плати, како што рековме, растечки криминал, корупција, недоверба во судството, најниски странски директни инвестиции во целото наше обкружување за само една година, рестартирање на капиталните проекти, 100 милиони евра пари за општините, гледаме дека по општините започнаа капитални инвестиции, уште 250 милиони со новиот повик. Не се 200. 600 милиони денари, ефтини кредити за стопанството, рестартирање на заостанатите и закочени капитални проекти кога станува збор за градежната индустрија и за градба за патишта. За жал, во Македонија имавме ситуација во изминатата влада дека во Македонија беше најскапиот автопат кој што 5-6 анекси доживеа, не се гради, меѓутоа еве конечно се рестартира и тие проекти. Морам тука, ако за твоето време и вашето време кое доаѓа, некако се чини дека и самиот слоган и наративот на кампањата која што беше најавено дека ќе трае, вечерва почнува од прилепи, малку не ми е јасно дали повторно правите равенство меѓу партијата и државата, бидејќи официјален слоган на владина кампања и на промоцијата на една година се наоѓа на партиски билборд за кампањата во Прилеп вечерва. Кампањата во Прилеп е владина или партиска? Трибината во Прилеп. Воопшто не станува за изедначување. Политичките партии според Устав и според законот се субјекти кои што се надпреваруваат на избори за да ја преземаат власта и за да ја водат државата. Така да воопшто не гледам тој ресурс што е платен од владата, нека е ситничарење, станува збор за принцип. Не, станува збор за принцип. Токму за принцип. Не станува збор за невладина. Кој го плати логото? Кој го плати логото? Кој го плати логото? Не станува збор. Кој го плати логото? Че ве молам. Кој го плати логото? Тие прашања ќе ги упатите како оние кои што се занимаваат со. Кажете ми, знаете ли вие што има вечерва во Прилеп? Дали има партиска трибина или има владина трибина? Навистина е спинување ако кажете дека се спојуваат државата и владата кога станува збор. Не. Тоа знаете кога беше? Тоа беше кога со службени возила одеа на партиски состаноци од ДУИ Истото сега. Истото е сега. Не се сложува. Нема се сложува. Кој составот за трибината? Нема се сложува. Дали е партиска? Нема се сложува. Веројатно е партиска, бидејќи ако е владина не би имало пратеница на неја. Ако е партиска, тогаш што обара логото на партијата на владата. Сега знаете како правиме? Сега разговараме за една година влада, зашто јас како пратеник и Жерновски како поранешен амбасадор и граначелник би разговарале дека немаме легитимитет.
Политичките партии Има смеат да нешто се што се вика надпреваруваат, одвојување на државата од партијата. Кога станува збор за трошоците, кога станува збор за финансирање. И ви верувам и вас, и македонската јавност, дека ниту еден денар владини пари, дали е за логоа или за превоз, нема да завршат и нема да бидат употребени во партиски цели. А еве отворете сега на сајтот на ВМРО ДПМН, ќе го видите логото од владината кампања, долу само со знакот на ВМРО ДПМН, но небитно. Жирновски Дали толку некој е се наплаќа црно. тоа лого? Не ме разбирам. Па веројатно владата платила, не го цртал некој џабе, а и да го цртал некој во владата, не го цртал во штабот на ВМРО. И тоа е тоа раздвојување на владата од партијата. Значи, На работата кога ве плаќа, политичките сосема партии е не се погрешно. невладини организации. Политичките Да беа партии има невладини, ќе разберам. поделба на работата, Левков. Апсолутно се согласувам со вас. Тоа ве прашав дали има, не партии требаше, според- се извинувам, не требаше, меѓутоа очекував дека кога велите да дојдовме за да бидеме поинакви, ќе бидете поинакви, па нема да го правите тоа што велите дека они го правиле, а вие го правите низ едно многу ситно пројавно ниво што е неубаво. Жирновски Пак не толку е се согласувам, се црно што единствената констатација е сатирична обработка на предизборното лого на ВМРО ДПМН. Само сега вие напишавте, место Македонија повторно горда, вие напишавте Македонија понижена. Па има ли граѓани што се чувствува гордо денеска? Дали е гордо кога одите Не во своја напрашувате послуга и мене. гледате кои се цените? Јас мислам дека Мицковски живее во розовиот свет. Гледам дека и претениците на ВМРО ДПМН живеат, дека цела партија живее во розовиот свет. Слушнав дека овде економијата е одлична. 50% од тоа што кажавте беше отприлика 50% беше дека претходната власт е виновна, вие сте година дена на власт. Вие се уште секоја реченица е претходната власт изгуби избори. И вие мора да престанете со тоа што направија претходните, затоа што верувате кога зборувате за претходните, вие всушност индиректно признавате дека немате никакви резултати. Многу едноставно да се спореде, не измислуваме топла вода, многу едноставно се споредат параметрите. Животниот стандард токму тоа. Животниот стандард на граѓаните е повисок или помал. Државата е побогата, дозволете се, не ве прекинав така. Економијата е подобра или полоша. Судството е партизирано или департизирано. Слободата на медиумите е подобра или не е подобра? Јас кажам по сегменти. Зборувате за криминал, според ваши податоци, криминалитетот е зголемен за 50%, вие не знаете што зборувате. И сега дозволете едно по едно. Јас по показателите излегувам до име на партијата да го кажам тоа што е факт дека Македонија ги живее најлошата економска состојба во последните децении. И тоа е факт со кој што мора да се соочите за да го решите проблемот. Куповната моќ на граѓаните намалена за 20%. Цените дивеат, луѓе не може да влезат во самопослуга да купат производи. Ништо не се случува, владата не презема никакви мерки да го стабилизира сето тоа, платите мируваат. Не прифаќате закони од СДСМ да се зголема минималната плата и во јавниот и во приватниот сектор. Трошоците за живот се зголемени 3,3%, инфлацијата е 4,5%. Ние според Евростат заедно со Албанија сме последни според висината на минималната плата. Вие овде зборувате за прекрасна економска Ова е состојба. првата тема, време е за Левков. Една кратка реплика. Каде сгрешите? Да, меѓутоа, каде сгрешите? Да, кој цитат беше погрешен? Ова се цитати од вашите институции. Кажете ми, јас ќе се извинам. Која бројка беше погрешна? Јас ве разбирам дека вие не сакате да зборуваме за континуитет и сакате да не сакате за континуитет на Прашањето е државата. стодена влада. Апсолутно. Една година. Апсолутно, меѓутоа не можете да склопите реченица во која ќе се дрзнете да кажете дека имаме најлоша состојба во суството. Кој представник за на економијата го споменав ти суството. И суството, да. За кој мислите за Наки Георгиев, кој што и беше претседател на апелација, па преку кандидат за судски совет ви дојде до врховен судија, кој наместо да право раздава, гледавме дека продава судски пресуди за 10.000 евра. За која економија зборувавте? За економијата за тоа што Кочани го третира господин Левков. 30 до ќе дојдеме и до таму, ако сакате. И да видам што ќе кажете тука. 30 до 40% имате инфлација. Вашите министри на СДСМ 30 до 40% инфлација на прехранбени продукти. И сега вие ќе зборувате за реална куповна моќ.
Реалната куповна моќ ја опаднавте во последните години од вашето владење драстично го доведовте македонецот на питачки штаб и до вербата во судството ја донесовте. Јас ви кажам актуелни бројки од оваа година, не знам зашто зборувате. Сега стануваме збор за инфлација која што е сведена на 3 до 4%. И апсолутно се согласувам дека треба да работи. Меѓутоа, што ќе кажете за мислите дека добре економска кажете животниот стандард на граѓаните? Што мислите како пратеник? Ви имате добра плата? Апсолутно се наоѓаме на дното, имаме уште многу пред нас за работа. И овде се согласувам со вас. Меѓутоа, странските директни инвестиции беа на најниско ниво. Со владата на ВМРО-ДПМН имаме покачување на странските директни инвестиции и највисоки во регионот по глава на жител. Имаме подобрување на сите економски параметри. Не можете вие со закочени капитални инвестиции, со закочени автопатишта да имате економски раст. Тоа е тотално невозможно да го остварите. И конечно имаме заживување на економијата со заживување на градежните фирми и на инвестициски циклус кој што треба да се појави. Вие ја задолживте државата со близу 8 милиарди евра. А вие ја задолживте државата. Вие ја задолживте државата. Не, овде јас. Какви се тие изјави ја задолживте државата? Да се дебатира. Ама врз основа на што ја дававте изјавата, ја задолживте државата 8 милиарда. Ве молам елаборирате. Македонија од 35 години постоење нема направено ваков долг. Дали вие знаете, нема вакво задолжување? Кој долг? Велика Британија, вие почнавте да спинувате и да вадите такви информации дека се позаемени. Колку е каматната стапка? Како граѓани кажете ми? Еве ќе ви кажам како граѓани. Станува збор за инвестициски циклус кој што ќе треба да се користи во наредната декада, во наредниот период. И станува збор за стратешко партнерство со држава која што својот. Значи задолжување и прашање само. Според официјалните податоци на интернет страницата на UK Finance за користењето на кредитниот рейтинг на Велика Британија се наплаќа таа ставка се вика премија. Бидејќи сте позитивен кон договорот, знаете ли колку посто ќе биде премијата? Дали имате информација како пратеник на ВМРО-ДПМН? Колку чинеше оставката на министерот, колку чинеше оставката на министерот за правда кога ни пропадна евроврзницата? Ве молам. Дали условите за користење на само да ви кажам, условите за користење на потенцијалните заеми ќе бидат реализирани тогаш кога во собрание ќе стигне предлог за задолжување. Во предлогот за задолжување ги пишува прецизно и јасно каматните стапки под кои што се зема. Па не е стигнато. Каматните стапки по кои ќе се плаќаат неповлечените средства, а ќе ја потсетам дека во време на владата на СДСМ и ДУИ плаќавме годишно од 5 до 15 милиони за неповлечени средства и ќе се знаат премиите. Добро, тоа што ја прашам, ова е задолжување или инвестиција? Тоа да го расчистиме вечерот. Станува збор за инвестициски и циклус на задолжување со вкупна вредност од онаа која што ја споменавте комбинирано, меѓутоа во моментот, освен договорот за стратешко партнерство, не е потпишан ниту едно евро, ниту еден. Нема да ја прашам дали дел од договорот се имигрантите, бијќи Мицковски не одговарам, ќе ја прашам друго. Вие сте во собранието, само ова, вие се изјасни за тоа, да бидеме коректни. Премиерот рече дека таа тема е затворена. Да, добро. Така рече премиерот, ќе видиме што ќе се случи, бидејќи не одговара дали не можеме да гледаме во графчиња или во кугли, тоа што е кажано, тоа мора да се држиме до тоа. Повелете. Јас сум крајно изненаден од розевата слика што ја прикажувате. Сега дознавте дека не сме задолжени 6 милиарди, така ме брифираа. Не, јас ви кажам каква е ситуацијата. Не, рековте се задолживте 8 милиарди, сега излезе 6 дека не се. Добро, ако еве, ќе зимате нова евроврзница. Знаете ли за тоа? Па не, значи знаете за тоа. Сега, самите рековте дека сте шокирани, како не, рековте дека сте знаете за тоа. Како мислите знаете за тоа? Евроврзници ги земаме. Во буџетот кој што го донесува собранието, само да знаете, во буџетот кој што го донесува собранието се предвидени плаќањата за вашите задолжувања. Дозволете сега да ја прашам нешто. Велите дека е лошо што имаме најниска минимална плата, така? Се согласувате, рековте се согласувате, добре што се согласувате. Зашто не го прифативте предлогот во собранието од колегите од СДСМ за раст на минималната плата и во јавното и во пријатно сектор? Што се случи? Сега ќе ви кажам, затоа што е популизам. Има еден параметар, само да знаете. Како и законот за Кочани е популизам? Ќе ве молам, немојте со провокации. Втор пат го уфрлувате Кочани, ве молам. Кочани не е игра.
Ве молам, немојте да си играте со емоциите на Посебно ќе родителите. отвориме таа Ако тема, сакате добро. нешто да ми Не, кажете, нема кажете да веднаш. отвориме таа. Ве молам, немојте втор пат го споменувате Кочани. Ако за вас тоа е игра на провокации, ако за вас тоа е игра на нерви, тоа не е за мене и за моите сограѓани. За вас. Ќе ве молам да ги тргнете канџите. И ќе ве молам, ако имате нешто Вие отворено да зборувате ми за тоа. кажете, Да, имам да ви кажете. кажам. Да, имам да ја прашам. Прашајте. Зошто не А излеговте не едно пред прашање граѓаните? и Зошто друго не прашање. излеговте пред родителите во парламентот кога дојдов? Зашто не излеговте? Моја одлука е каква комуникација ќе имам со родителите и ви уверувам дека имам комуникација со родителите и Благодарам за одговорот. ви уверувам дека никој, а најмалку Оливер Спасовски, треба да ги решава нивните проблеми. Ајде да се вратиме, да се вратиме на Бобите темата. молам. Ништо за замолив да- родителите без родителите. Ве молам, министерот за надворешни работи, кој што 9 години делегира кадар во Министерството за внатрешни работи и полициската станица Кочани, кој што 9 години не гледал што се случува таму. Тој нема право во собрание да решава проблеми за родителите од нивно име. И ќе ве молам, ако тоа значи да бидам нападнат, јас ќе прифатам. Меѓутоа не прифаќам игра со солзи и со туѓа тага. Не, И сега се извинувам. Не. А кој ви Втор дава? пат, Сега јас ќе се вмешам, кој на 10 тоа? пат да ми прифрлаш. Личните работи да Како си ги може? решите Јас на што друго сум место, откочен, меѓутоа. Да, вие сте Кој на вас ви дава спуштен. право да Не сум ја одземате спуштен. право на Не пратеник, сум дали ја- ќе реагира за нешто или нема да реагира? Вие сте инсценират пратеник од Кочани во И собрание. тој е народен Видете, пратеник, како што апсолутно сте е и вие народен народен пратеник. Апсолутно, апсолутно се согласувам со тоа. За тоа немам. Меѓутоа не дозволувам, ме прашува едно прашање, Добро, го во ред, слушам на прашањето, си имате дофрлате минато на една оваа друга тема. Не сте коректен, Андреј. не сум. Не сте Завршува. коректен, да знаете. Не, јас сум многу коректен. И внимавам за Кочани. Како Го поставете го прашањето како тогаш. што а ве прашав. Излегувате на телевизија, драго ми е што излегувате на телевизија, не излегувате пред граѓаните имате на вак. родителите. Немојте да Ве зборувате. молам, не ми кажувате вие мене, Жерновски, јас кого сум Жерновски. Ако сакате, Жерновски. ако сметате дека е добро однесувањето, Денеска 12 закони. Рековте инспирирани од изборната програма на ВМРО ДПМН и во листата на закони е посочено и кој е од која страна. Политичка провокација или? ние мора да дојдеме до точка до која што ќе мора пратениците на ВМРО ДПМН јасно да кажат што е проблемот ако дојдат предлозите од СДСМ. Може би не се сите идеални, верет, но тие што се позитивни, што е проблемот да ги прифатите? Да го трнеме законот за Кочани, ќе го трнеме на страна. Еве сега добивате 12 закони кои што се од изборната програма. Нашата намера е да покажеме до каде ќе одите вие со сето тоа. Одиме според вашата изборна програма. Сега ве прашам тука, ако дозволите, не мора да одговорите, затоа што како што не одговарат. Ќе ги поддржите овие закони кои што се дел од вашата изборна програма и ветување за кои што добивте огромна поддршка? Или нема? Андреј, ки ти одговорам. Повели. Значи не може СДСМ, на кое што Артан Груби беше главен проектор на патишта и главен преговарач за игри на среќа. Не може Што има врска Груби со прашањето? Ајде. Не може СДСМ, кое што штанцаше 215 пасоши на белосветски криминалци кои што и ден денеска вршат зулуми, убиства И и криминали СДСМ по Европа. изгуби, така? Не може сега истите тие за кои што вие велите изгуби, Добро. и истите тие да предлагаат кои закони, кога и со Немаат која право динамика истите да пратеници. бидат Да се донесени. слушате на Не. мова. Има, апсолутно имаат право. Меѓутоа не можат со да кое ја право наметнуваат- Милошевски излегол 100 не можат години да ја во собрание? Има наметнуваат- право Милошевски, Антонио Не можат да ја Милошевски. наметнуваат својата волја. И вие не Волја. можете да посечувате индивидуални имиња вака како што правите и да ги омаловажувате. Предлог, се извинувам, Поредите само се секунда. Јас сум Само коректен, дали ги секунда. поддржите вие? коректен. Закони кои што Предлог дел од на вашата закон за изборна дополнување на законот на личен доход по скратена постапка. Предлогот е да се ослободат компаниите од плаќање на персонален данок за жени кои се враќаат од породилно отсуство. Страна 14 од програма на ВМРО ДПМН. Ќе го поддржите? Ова се конкретни примери. Каде го прекинав разговорот? Каде го прекинавме разговорот кога дофрливте? Зборуваше за минималната плата. Има еден многу важен индикатор во Македонија кој што се вели продуктивност на труд. Ќе дојдам и до тоа. Ќе дојдам и до тоа. Продуктивноста на трудот е индикатор кој што покажува дали во Македонија имате зголемена продуктивност по единица труд или намалена. И најчесто тоа укажува на сивата економија. Во изминатите години
индексот на продуктивноста на труд во Македонија постојано паѓаше. Ништо не ве Со разбирам. промена Не ве сега ги разбирам. Ма како не ме разбирате? Па Што еве и значи тоа? Боби не Тоа разбира. значи дека фирмите секоја година со ваши директори на управата за јавни приходи и на царината во Македонија произведувале помалку и помалку профит остварувале. Дозволете. Со промена на владата на ВМРО ДПМН, зголемени наплати во Царинска управа, зголемени наплати во управа за јавни приходи. Од која ќе се стави ред на компаниите, апсолутно ова ќе биде спроведено. Апсолутно. Апсолутно. Во процедура се. Кој ќе биде првиот? Уште еднаш, еве, и јас ве прашав и ако сакате да разговарате, ако не. Вие дали ќе ги поддржите законите кои што се дел од вашата изборна програма? Па не знам како поедноставно да ја прашам. Најчовечки ја прашам. Апсолутно ќе ги поддржиме, меѓутоа во ред. Одлично, тогаш оваа емисија е продуктивна благодарејќи на пауза за домаќинот. реклами и одиме во завршница. Премногу е трлив Левков нашиот европски пат, но има нешто што сите го прифативте, го ратификуваше и собранието, тоа е реформската агенда. Колку од 70 милиони евра кои што треба да се добијат за обврските дејуни, во овој момент е неизвестно. Колку е реформската агенда приоритети, овој пат ве прашувам како пратеник, бидејќи анализата на реформската агенда покажува дека освен Министерството за транспорт и Министерството за дигитална трансформација, кои што имаат апсолутна испорака на сите обврски, сите други министерства, барем во овој момент, се во минус. Енергетика и рударство со 2 црвени картони, 2 проекта, финанси 1 проект. Најлошо стои Министерството за економија и труд, и тоа со законски измени и проекти кои што треба да овозможат помош на малите и средните предпријатија. И веќе станувам, досада нема да го цитирам постојано, Министерството за правда. Постои ли дискрепанца од реалноста и она што се ветува? И зошто? Бидејќи како пратеник, веројатно, најмногу треба да ве интересира ако некој треба до денеска, до 1 јули да се усвои, да помине да овие црвени картони што ги исчитав да станат зелени, за многу од нив нема шанса, затоа што ги нема воопшто во никаква процедура. Националниот совет за евроинтеграција и Комисијата за европски прашања во собранието имаше заедничка средба на која што се разговараше за реформската агенда. Да, некои не дојдоа дури. Некои не дојдоа точно, меѓутоа, иако има забелешки за работата на одредени министерства, сепак ќе кажам дека нашата реформска агенда е најдобро оценета од реформските агенди на Европската комисија, така да имаме веќе, би рекол, добро насочен пат за користење на овие пари. Може би е потребно дел од оние министерства кои што потврлаат да побараат совети од нивните колеги министри или да ги предложат во собрание оние закони кои што им се потребни за да ги направат реформите. Дел од забелешките се за едни закони, некои се за институционална ефикасност, кој исто така може да биде коригирано со закони, така ги повекуваме министрите што побрзо да ги предложат законите кои што им се потребни, затоа што заради распишување на изборите, нели, ќе треба да застани самиот процес на праводонесување. Жерновски, верувате во овој повик и искрената посветеност, бидејќи како граѓанин, познавајќи ја и моќта на пратениците во контролната функција на собранието, толку многу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 црвени картони од 15 обврски се недозволиви. Ако ни е тоа целта, нели да ја донесеме Европа дома, ако не, ние да си кажем искрено дека не е. Не, значи мислам дека и во ВМРО да паре веќе не веруваат во ова што го кажуваат, ниту ќе оствари се тоа. Година дена е сосема доволно се види капацитетот на една влада. И ние во политиката треба да знаеме дека освен резултатите се оценуваат и однесувањата. Она што јас сум изненаден, а не сум вчера во политичката арена, е однесувањето на ВМРО, на премиерот, на владата во однос на аферите што излегуваат. Порано ќе изгледаше афера, не дека биле другите влади имуни. Меѓутоа, веднаш имало
корекција од премиерот и така натаму. Денеска гледаме 1,5 милион денари се трошат во еден скопски кафич. 50.000 евра за патување во Јапонија, делегации неверојатни. И не само што нема демант. Туку има, да, потврда, да, толку пари дадовме. Така е. Чувството, ние имаме комплетната власт во државата и ќе правиме што сакаме, она што ве отуѓува вас од граѓаните. И не го кажам јас тоа. Таравари, кога излезе од владата, рече, јас се враќам и од граѓаните. Да се вратам до однесувањето, значи, тоа однесување бахато, неиживеано, во услови кога нема пари за плата, не може да се стабилизира економска состојба, а има пари за патување, да земе Министерство за култура, е нешто што е недозволиво. И таквото однесување е она што јас го немам видено досега. Но сте биле во дипломатијата сега, да не ги мешаме едните со другите Не, работи, да се знае дека има некои работи кои што државата чини. Еден сајм чини. Не, како заем. Јас зборам за однесување. Јас зборам за секојдневни афери со тендери, со непотизам, вработување на цели семејства. Нема демант веќе. Порано имало демант, обид за демант, обид за спин и така натаму. Овде се проаѓа затоа што ни се може. Имаме апсолутна власт за собрание, имаме председател на држава кој што патем не знае кој е DJ Венц или JD Венц и не знае дека воопшто не бил таму. Имаме премиер чиј што вчера хајлајте дека пожарите во Македонија се случуваат затоа што кравите повеќе не пасат или нема доволно крави или не пасат доволно и тоа е капацитетот со кој што ние се соочуваме. Она што го немам видено досега во мојата кариера барем е такво однесување неодговорно кое што предизвикува вакви последици кои што не гледам како ќе се коригираат. И ова најколегијално, вие мора да престанете со час поскоро што направи претходната влада, вие како направивте така, но ќе ви дадам еден пример. Нема многу време, уште минута и полу стана за кога побегна Груевски, крив беше СДСМ. Кога побегна Груби, крив беше СДСМ. Не знам дали ме разбирате. На прашањето за европската реформа, која што е поврзана со реформите во Македонија, вие најдовте да зборувате за трошоци кои што се остварени надвор како човек кој што цел живот го поминал во дипломатија. За крај можеби искористите и кажете на кого се предаваат акредитивните писма, на кого му ги предадовте акредитивните писма и кого представувавте 3 месеци во Брисел. Мислам дека најмалку имате лице за ваков политички фолклор, па да зборувате вакви празни информации на национална телевизија, а се вработуваат цели семејства или не се вработуваат. Знаете кој ми го кажува за лицето? Цели семејства. Знаете кој ми го зборува? Знаете ли кој? Само за крај, да ви кажам уште една. Тој што не може да излезе пред своите сограѓани. Уште една работа. Потребно е да бидеме заедно. Треба да бидеме заедно. Во што? Кога станува збор за национални прашања, треба да бидеме заедно кога станува збор за трагедии, а не да се обидувате така да ги искористувате најдобро. Немојте да манипулирате со нешто за што сте не е така. Од 10 дена. Не. И вие, и македонската јавност ќе се увери и ќе се убеди дека Европската унија и македонската влада работат за обнова на Кочани. И кочанчани ќе видат кој работи во нивен интерес, а кој работи само за политички поени. И тогаш ќе се извините за ова. Не. Вие ќе се извините за тоа што е направено. СДСМ во ништо не се мешаше целиот процес додека не заврши истрагата. Да, точно, само водите кампања. Точно. За да денеска родителите од Кочани добиваат порака од ваши активисти, внимавај, кјути, молчи затоа што и другото дете ќе биде. Не предизвикувате дополнителна болка. Не, вие предизвикувате, немојте, се ќе ви дозволам, мене да ми зборувате за лице. Не. Немојте дополнително. Немојте ве молам за обрат да ми зборувате. Ама не одговоривте на кој ги предадовте акредитивните писма? Кога представувате? Тоа Муцуски што ви пишува пораки, појма нема момчето за што се зборува. Зошто навредува? Затоа што прво на кој ги предадовте? Значи не знаете што зборува. Дали бевте турист или бевте амбасадор? Не, туристи се целите ваши владини делегации. Ви благодарам. Амбасадор се станува тогаш кога се добијате креативите. Јас ја покажав личната карта, не е благодарам, погледнете ме, ве гледам. Јас имам лична карта издадена од Романија како амбасадор на нашата држава, да, климајте со глава, подпишан од Министерство за надворешни работи. А тој што ве брифирал, не ви избрифирал доволно и не знае што зборува. А тоа што подметнувате дека јас сум се тепал на приеми. Не, ВМРО да прани, и Муцунски. Па потоа бегате од тоа, од кога ќе ви реагира Романија, тоа е друго, но џабе ми го спинувате ова. Тоа што вие го правите, тоа ќе си го носите цел живот. И ја ве прашам како ќе се вратите вие по својата средина. Тоа.
Зола ќе се извините, ама кога ќе дојде Вие ќе момент. се извините Ви за се, благодарам не за ова. вечерва што бевте на топ тема. Вам, почитувани, ви благодарам на внимание.